Разочарување на дел од бизнис секторот на панел дискусијата во Струмица за зајакнување на дијалогот меѓу јавниот и приватниот сектор во локалните економски и социјални совети, организиран од Министерството за труд и социјална политика. Поради недоаѓање на вице-премиерот Ангјушев, министерката за труд и социјална политика Царовска и директорката на Агенцијата за вработување Јовановска, бизнисмените од текстилниот сектор од Штип, но и дел од Струмица, Радовиш и Свети Николе си заминаа, бидејќи според агендата очекувале да ги соочат фактите и аргументите и да водат дијалог со првите луѓе на социјоекономскиот совет кои беа најавени на панел дискусијата. Разочарување имаше и ги струмишките бизнисмени, кои сепак останаа на дебатата. Че тие гости најдеме време да дојдат, меѓутоа сепак сакавме да разговараме со луѓе кои потешко доаѓаме до нив и кај што можеме да ги разложиме проблемите. Се извинувам на нашите членови СВЗ, на кои им кажавме дека ќе присуствуваат министрите и кои кажа со останици, ние нема да ја напуштиме панел дискусијата, но ве молам да апелирам. Ние имаме обврски, имаме работно време и не е добро да го трошиме безпредметно, без да ја омаловажуваме панел дискусијата. Централна тема на панел дискусијата во Струмица беше владиниот оперативен план за вработување со фокус на регионалните предизвици и потреби. Целта беше да се унапреди дијалогот на локално ниво со цел забелешките сугестиите од бизнис секторот да бидат инкорпорирани во оперативниот план за идната година. Во Струмица веќе 9 години функционира локалниот социјоекономски совет кој веќе дава резултати, каже градоначалникот Јаневски. Вреди да се спомене и локалниот акционен план за вработување и стратегијата за локален економски развој за периодот од 2016 до 2020 година, но и направената анализа на пазарот на трудот. Од овие активности се наметна и неколку специфични цели, како што се намалување на одливот на образованите, квалификуваните и други работоспособни кадри за 20%, што е дел од стратегијата на локалниот економски развој на општината Струмица за 2016-2020 година. Регионалната дебата во Струмица на Министерството за труд и социјална политика се организираше со поддршка од проектот за јакнување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската унија, а го спроведуваше Меѓународната организација на трудот.